Масе, добре дојде. Добре, Недов. Како си ми? Одлично. Спасна малку еуфорија, во викендов имаше можност малку да си дојдеш на себе. Малку, да. Да. Па сакале некеле бевте во трка сега, сите нели учесници, сите автори и се боревте веќе кога сте во изборот. Така е, не го чувствуваш тоа така, но после сваќаш дека си имал некаква тензија, си имал некаков притисок и стрес у тебе тоа, али добро, се одморивме малце. Така, ајде сега твој коментар, односно првично, дали ваков начин на избор за песна на Евровизија е адекватен за нели Македонија да избира песна, затоа што пробавме милион начини секогаш има и позитивни и негативни коментари. Твојот коментар, дали сметаш дека македонската телевизија треба вака, нели да си ги одбира песните? Па во секој случај ова е нешто иновативно, значи нешто што е ново и што како концепт ми се допадна. Генерално, значи да нема премногу песни избрани, значи изборот се прави однапред. Најдобрите песни. Само да споменеме уште еднаш за оние кои што нели не се многу информирани, немаат доволно информација. Македонската радиотелевизија како нели со лиценца за организација, односно за да организира избор за песна на Евровизија, прави конкурс на кој што можевте оваа година да се пријават било кој. Кој сака, кој смета дека има песна за Евровизија, така? Да, дури мислам дека во конкурсот пишуваше дека дури беше дозволено и за автори од странство, но артистот кој што ќе ја представува Македонија мораше да македонец. Да. На тој избор тие 6 композиции кои што имавме можност цела недела да ги гласаме, нели ги гледаме по социјалните мрежи и така натаму. Композиции и се гласа, Така. Сега второто прашање ми се наметнува. Дали сите како автори бевте запознаени со правилата во смисла на гласањето, што ако имаме ваква ситуација со изедначен број на гласови, кој во тој случај ќе победи? Впечаток имам дека бевте запознаени со оглед на тоа дека нели целата ситуација беше прифатена како најнормално од страна на авторите. Можеби за гледачите малку нејасно, малку збунувачки. Па нема ништо нејасно, мислам уште на првиот состанок, уште пред да се види кои се тие, да речам, и композиции кои ќе бидат избрани, значи ни беа правилата дадени на маса, Добро. Така што беше се чисто искрено, јас само видов дека е тој евровизиски концепт, јас лично, што не ме интересира се толку да ги читам правилата, али знам дека е 50-50 и знаев дека така ќе биде поделено гласањето. За оваа опција изедначени бодови не ни гледав тоа како изгледа. Али правилата ни беа дадени и така беше запишано генерално. Така што мислам дека секој автор, артист кој што учествуваше и кој што не се сложуваше со дел од начинот што би требало како да е направено, можеше веројатно и да го каже тоа и да можеби и да променеа нешто од тоа. Се како да кажам, не знам. Знам само една работа, дека секој центар кој што е всушност кој што има лиценцата има право да го избере начинот како тоа како да се изгласа победникот. Можеше да биде, што знам сега импровизирам, можеше победникот да биде и изгласан и од интерно жири, можеби така да реши центарот, дека на крај интерно жири ќе од тие 6 песни композиции ќе избере која е најдобра, според нив, да речеме. И така да се нафрлам нешто во мојавето, така што можеше и друг концепт да биде генерално. Али вака мислам бевме запознаени тоа апсолутно, значи нема тука дилема и сега отпосле муабетите секогаш ќе би позитивни и негативни коментари, но дали овој начин и нови спинови, се прават и спинови на работите во тој смисол вака требало да биде, онака требало да биде. Според мене, значи кога мене ми ги даваш правилата, ја ги прочитувам и викам ова мене не ми се допаѓа, дали може нешто тука да направиме? И ако се сложат сите, веројатно македонската телевизија би го променила тој начин. Ја колку што знам немаше забелешка. Да. Добро, не си прв пат што се неса до Евровизија, веќе беше и во тимот со Тоше Проевски пред 18 години, баш сега разговаравме пред да влеземе во живо, па беше и на детската Евровизија неколку пати. Каков е предизвикот да се учествува на Евровизија, посебно за еден автор, продуцент и така натаму? Да. Па добро, јас во првиот случај кога бев со Тоше бев во улога на продуцент и аранжер и во улога на придружен вокал на сцената, бек вокал. На овие трите детски Евровизии каде што бев, таму бев како автор, меѓутоа таму е друг концептот на бирање, не е како со голема Евровизија.
А сега еве за прв пат добивам шанса и како автор и како продуцент да бидам да учествувам на Евровизија, на големата Евровизија. Секогаш е голем предизвик, секогаш е тоа возбудливо, иако веќе имам искуство дури и на сцена евровизиска. Секогаш е тоа возбудливо, останува возбудливо за сите. Но притисокот е поголем затоа што имаш генерално аматер до тебе. Значи Андреја, одличен изведувач, млада надеж, нели, која што па нели сепак е аматер. Притисокот за тебе како автор и делегацијата е секако дополнителен. Па види се, знаеш како Андреја е аматер во смисол на тоа дека можеби публиката и не е запознаена со Андреја во досега, не била запознаена. Тоа е малци и од причина што ние во она што го работевме, а јас работам со Андреја веќе 3 години, 3,5 години, ние креираме на англиски јазик. И тоа е дел од причината зашто можда публиката не ја знае Андреја, а можеби нејзините песни ги слушаат на радио, но не знаат дека Андреја, пошто пред секоја песна не оди најава Андреја, сигурно ги слушаат затоа што и радијата ги пушта. Но ние бевме фокусирани со наш тим на интернационалниот пазар. Значи знаеме дека овдека малку потешко, се уште не е созреано тоа публиката да ги прифаќа домашните артисти и кога пеат на англиски јазик. Не знам заради што, но кога е песната на англиски јазик сметаат дека е странски продукт. А јас стално ми велам како странски продукт. Јас сум ја напишал песната, текстот сме го напишале, изведува македонски изведувач, по што е странски продукт, само по јазикот. Така што и тие мислам дека работи ќе се променат, но ние не бевме присутни на македонската сцена од тој аспект, не дека немаш интервјуа, но интересот е секогаш кај нас повеќе насочен на домашната музика што се пее на македонски јазик. Имаме доста добар успех, посебно во последната година, можам да кажам, затоа што Андреја беше, значи, нашата музика се пушташе во повеќе од 200 радиостаници во 40 различни земји на светот, меѓу кои што морам да ги кажам некои, затоа што да не бидат 40 земји, Казахстан и така натаму. Не, него Америка, Канада, Велика Британија, Германија, Франција, Италија, Холандија, па дури и Бугарија, значи тука можам да ја ставам. Мексико, Јужна Америка, некои други исто држави, така што наидуваме на вистина добар прием таму. Романците направија голема експанзија на нивната музика, баш од кога почна нивните хитови да ги прават на англиски јазик и буквално стигна широм светот. Апсолутно, се сложувам. И пошто ние се знаеме и долго време, Ненад, знаеш ти дека уште од почетоците ја заговарам таа приказна дека македонскиот артист за да ја види светлината на денот на интернационален пазар, не може да креира само на македонски. Мора и на англиски да креира. Ние сме си патриоти, треба да останеме патриоти, да создаваме македонска музика, но за интернационално да може, нели, да се докаже еден изведувач, сепак така е. англискиот јазик не може македонскиот, прво не го разбираат јазикот. И тоа е и толку се заврши приказната. Може да имаш фантастичен изведувач, фантастичен артист, но они не ја разбираат, а глобално е прифатен англискиот јазик и сега тука ние не може да менуваме ништо. Не сме моќни. Така што тоа е тоа, така што да не кажам, само да додадам уште дека имаше и реномирани блогови од Соединетите Американски држави, Велика Британија, пишуваа за Андреја како артист и за нашата музика, и тоа во суперлатив зборува. Што ни е супер, плюс за оние кои што ќе гуглават во меѓувреме од како е представник. Така, на Spotify имавме многу голем интерес од страна на слушатели, имавме стримови и така натаму. Во еден даден момент, мислам, тоа за македонски услови е навистина многу, посебно кога е артист кој што нели во Македонија не го ни познаваш. А ние, например, имаше во момент кога имавме месечно, да речеме, и по 40.000 слушатели на Spotify. Значи, тоа е една бројка која што е завидна бројка кога ќе компарираш со слушателите на, да речеме, некои други наши македонски артисти. Така што, повторно, верувам дека дел од оние кои што слушаат музика на англиски јазик во Македонија се запознаени со она што го правев со Андреја, меѓутоа само не знаат дека или сега која ќе просрчаат на YouTube. Да, и сега ќе оваа песна слушам на радио, ја знам, и ќе сватат дека е Андреја, затоа што знаеш ти си работел на радио, не оди најава пред секоја песна. Така е. Тука ми се наметнува и прашањето околу композицијата, па ајде да го решиме тоа. Дефинитивно на англиски ќе се пее, ќе се прават ли промени во аранжманот, нели да се збогатува?
Значи вака, ние ја направивме оваа песна, уствари беше нареден, пошто ние имаме 7 синглови, веќе пуштени официјално на англиски јазик и уште неколку ремикса на некои од тие синглови. Така што оваа песна нас ни е готова уште од пред една година, у принцип. Да. Оваа песна беше нашиот следен сингл и незината должина беше 3:38, што не е должина за Евровизија. Па моравме да кратиме еден дел и сега до 3 минути. За да биде до 3 минути и така натаму. Така што ние веруваме во оваа песна, никако да ја пуштиме, чекај денес не утре и дојде овој конкурс и јас си велам на Андреја, па знаеш што, ај викам да сакаш викам да ти пуштам песна викам на конкурсов. Па вика зашто да не вика, тоа ми било предизвик, мене секогаш убаво, супер, знаеш. И така што ја пуштиве песната и другото се случи како што се случи. Излеговме сега како представници, значи, на Македонија, голема чест ни е и ќе се обидеме се најдобро да направиме за да биде тоа се во најдобар ред. Инаку песната, да, верувам ќе ги искористиш и твоите контакти. Да, секако све по светот, затоа што ги имаш и сакам да спомнам, нели, затоа што навистина како продуцент имаш многу и од времето кога живееш и во Холандија, нели? Да, 15 години таму ја направи мојата кариера, да. Затоа зборувам и сакам, нели, да збогатиме информации дополнителни и за тебе и нели како тим и за Андреја. Значи песната ќе се освежи, нормално ќе освежам затоа што веќе таа е пред година дена и правена, ние не обраќавме многу внимание сега да го освежуваме тоа, зашто веќе таа беше готова. Така. Но нема да има некои промени кои што ќе бидат радикални, затоа што тоа би одзело на душата од песната. Така. Затоа што продукцијата се прави всушност во својство на композицијата и таа композиција од кои емоции потекнала и како дошла и како јас сум ја чувствувал во почетокот. На крајот на краиштата и таа песна е одбрана како таква, нели? Таа е одбрана како таква. Не би ја ни дозволил да тоа нешто многу се промени. Значи ние ќе го апдейтуваме малку саундот, што е ова по микс и мастеринг секако би правеле во странство негде, доколку дозволува нели буџетот, тоа би било супер негде. Од тие некои познати фаци кои што да чепне некоја позната. Да чепне малце со плагинче да стави плагин плюс минус. Така. Во секој случај песната е таа, можеби малку ќе трпи промена во структурата, односно тој еден дел кој што ние го исфрливме комплетно од песната. Сега за да ја скрши малку тој тек на песната што го носи, можеби ќе вратиме дел од тој дел назад, така да ќе биде интересно. И тоа е возбудливо, сега знаеш како почуваме, а немаме многу време, а треба многу работи да се завршат, треба да се сними спот, треба да се стејџингот, значи сценскиот настап треба да се обмисли све. Најбитно, така е тоа. А имаме само еден месец. Во тој еден месец тоа е релативно кратко време. Види, сам кажа, ќе биде интересно и за вас и за нас. Ние ќе следиме што се правите и ќе презентираме. Ти благодарам за одвоеното време, многу успеси, но има време, ќе ви испратиме и за успеси и така натаму. Благодарам за поканата. Да, верувам дека се ќе испадне како што си планирате. Честитки од тимот на Телма. Благодарам. За тебе и за Андреја, нели? Благодарам.